Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Цели 5 години ДУИ и СДС не успеваат да обезбедат учебници по странски јазици во основното образование. Но, откако на брзина ги променија сите програми за сите странски јазици, за сите оделенија во основното образование, ја поништија и последната набавка. Иако истата беше распишана уште во мај 2023 година, истата дури сега ја поништија, со образложение дека немале предвидено средства за таа намена. Замислете, 5 години не можат да предвидат средства за нешто што е законска обврска. Но затоа можеа да предвидат милионски суми за нови дигитални учебници. Да ја потсетиме јавноста за онаа набавка од 500.000 евра за дигитални учебници, кои никој не ги користеше. Сега повторно на истата фирма и се доделени фантастични 800.000 евра. Иако првиот пат беа изработени дигитални учебници за 4-то оделение, со новата набавка повторно на истата фирма и се доделуваат средства за дигитални учебници повторно за 4-то оделение. И тука не запираат сомнителните тенденциозни набавки. Знаејќи дека наскоро ќе бидат опозиција, ДУИ и СДС решаваат да направат уште една јавна набавка повторно за дигитални учебници, но овој пат за непостоечки. Иако наставните програми за 7, 8 и 9 оделение не се објавени, иако учебници за овие оделенија не се направени, сепак тоа не ги спречува да предвидат милионски суми за дигитални верзии на непостоечки учебници. Сето тоа е предвидено во јавна набавка не за една, туку за наредните 3 години. Почитувани, Министерството за образование и наука треба да одговори дали и овој тендер планираат да го поделат со истата фирма, или овој пат тоа планираат да го сторат со исто така друга добро позната фирма, на која своевремено и доделија фантастични 5 милиони евра за превод на учебници. Затоа, почитувани, време е за промени, а одговорност ќе мора да има. Ви благодарам.